Добра вечер. Започнува дневникот на КТВ 21 мај 2026. Денеска заседаваше Советот на општина Кавадарци и одржа редовната 10-та седница. Беа донесени значајни одлуки и измени на програми како и годишни планови за вработување. Се разгледаа и усвоија извештаите за работењето на јавното предпријатие Комуналец, мини хидроелектричните централи Лукар во првиот квартал од оваа година, како и извештајот за работењето на јавното предпријатие Јасмин. Директорот на Комуналец Гоце Ангеловски и градоначалникот Митко Јанчев работењето го оценија како успешно, а советниците од опозицијата имаа спротивно мислење и ги искажаа своите забелешки на работењето. Јанчев во своето обраќање нагласи дека се планира реновирање на филтрите на Лукар. Во делот на зематувањето на водата кој што го спомнавте, работиме на еден проект кој ќе биде сигурно над 1,5-2 евра. Нашите филтри сега се поставени на Стара река, се поставени филтрите на самото извориште или на самиот зафат. Се работи на план да тие филтри се виче во одминати години и се малте не истрошени во делот на нивната старост, од тие се метални филтри. Се прави план и физибилити студија заедно со хидролози, заедно со инженери и се друго, да ние тие филтри нови ги поставиме пред хлорната станица. Пред хлорната станица, со тоа целокупната вода која што имаме ќе биде филтрирана и тие заматувања од вода при врнежи, топење на снег, краткорочни заматувања или долгорочни ќе ни бидат трајно решени. Така да сега само да доловам поентава, значи на Стара река имаш филтри, а на Лукар и на другите прихранување нема филтри и затоа не имаме заматување на водата. Со филтр станица или филтри кои ќе пречистуваат, а веројатно ќе бидат ложници и песочни филтри, и тоа е решлива работа во делот на заматувањето на водата. Не е мала инвестиција, сериозна е, тука треба да се разговара и со Росман, и со Неготино, и со општините кои што нормално зимаат вода од истото извориште. И да кажам дека домаќинството работи на Комуналец, може да ги видите извештаите, во делот на непотребни расходи, мислам дека е на минимално ниво и како градоначалник и одговорен пред граѓаните за сите случувања во општината, јас никогаш нема да дозволам ниту Комуналец, ниту едно јавно предпријатие да се понаша ноншалантно или да има непотребни расходи. Така да ова е само еден показател дека јавното предпријатие работи со приход позитивен. Позитивниот приход на крајот од годината со сите ставени трошкови, давачки, не да Боже, може кој дефекчен се случи голем, па ќе влезиме у поголем трошок. Не е ова некоја добив ко 90 милиона денара сега у првите 3 месеци, па да не знаеме што да правиме со средствата. Ова се пари кои што може да ичезнат у вториот квартал. Еден филтр да пукне на Лукар и ќе ни требат 5 милиона денара да го санираме или да го смениме. Така да во тој дел мислам дека позитивно се движат работите и дека се што е во интерес на граѓаните за подобрување на хигиена, подобрување на износ на смет и квалитетно снабдување со вода, ќе бидат 24 часовно 365 дена снабдени со вода. Од Моклиште до Сопот, Марена, и не заборавите, правиме 3 нови водоводи. Едниот нов водовод е Крениво, Ладно Долче, со инвестиција од 30 милиона денари. Другиот водовод е со дуктилни цевки од Рекстремаер до Сопот, главната линија, 20 милиона денари. Тие се двата проекти преку Министерство за транспорт и врски. Со тоа очекуваме да имат поквалитетно снабдување селата и помали загуби на вода. И трето, во моментот се работи и е при крај, тоа е Моклишкиот водовод кој ќе го правиме, старата Моклишка вода која што била прва за водоснабдување на град Кавадарци. Базенот се тестира сега и мислам дека треба наредната недела веќе да пуштат под притисок и 350 нови куќи да добијат вода за снабдување од тој систем,
Покрај тоа ќе добијат и канализациона мрежа која што е во завршна фаза и колекторски систем од вливот на Лудамара па се до Ватча и ќе нема никакво загадување од фекалии или други наноси. Тој проект е €1.000.000 инвестиција преку Министерството за животна средина, а финансиран од Светска банка грант за општина Кавадарци. Така да ја го поздравувам работењето и му заблагодарувам пред се на општите работници кои што квалитетно и професионално си ја вршат својата работа како углед на општина Кавадарци. Во Кавадарци ќе се гради нова црква посветена на Света Богородица, најави на денешната седница на Совет градоначалникот Јанчев. Прошлата недела се освети објектот кој што е во склоп со црквата Света Петка. Во самиот објект се гради црква посветена на Свети Никола и на иницијатива на епархијата, побарана од владиката и нормално со мој прифаќање начално да се изгради, односно се отпочне да се гради нова црква, уште една во град Кавадарци, во општина Кавадарци, посветена на Богородица и црквата како локација која што е назначена во барањето од епархијата, ја бараат локацијата на поранешното стрелиште, односно наспроти градскиот стадион. Прилично локација која што е по мене и по тоа што гледаме погодна за верски објект, поради што на таа страна од градот и од друга страна од реката немаме црква, немаме верски објект, а имаат потреба верниците. Намената на маркицата е мислечини спорт и рекреација. Меѓутоа, ја не сум сретнал во урбанички план некаде да има маркица за црква или за џамија или за друг верски објект. Затоа денеска барањето од епархите која што е доставено до мене и до вас како советници, бараме поддршка да се донеси еден заклучок, да побараме, пошто таа парцела општина Кавадарци има земено на трајно користење. Заклучокот треба да биде дека општина Кавадарци се откажува од трајното користење на парцелата, што не доделена со одлука на влада, а исто во заклучокот дека општина Кавадарци преку градожно земјиште заедно со сектор за урбанизам да побара од Министерството за транспорт и врски од влада да се најде начин таа парцела да се додели на Повардарската епархија, односно по Вардарската епархија парцелата ќе се ја купи како и сите што купуваат парцелите на давање, односно во овој случај ако се определи дека ќе биде црква, во тој случај нема да има надавање, се оде по закон и по тарифник за класата на земјиште и атрактивноста на самото земјиште. Тоа што треба ни е како општина Кавадарци, градоначалник и совет, како заклучоци доколку сте согласни, значи да се откажеме од правото на трајно користење и второ да побараме од Министерството за транспорт и врски и влада да иста парцела биде предмет на отстапување, односно продажба на Повардарска епархија за изградба на црква посветена на мајката преподобна Богородица. Од вчера во Средното општинско училиште Киро Спанџов Брков во Кавадарци се реализираат отворени денови. Учениците од 9-то оделение, идни средношколци, имаат можност да се запознаат со струките и профилите, како и со условите кои се нудат во училиштето. Директорот Душко Лазов во изјава за КТВ најави и нова струка од областа на сообраќајот. На наше задоволство, гости во овие 3 дена во нашето училиште ни се основците кои се завршна година, односно 9-то оделение од основните училишта.
Оваа година го сменивме концептот на отворен ден на училиштето. Поточно оваа година имаме отворени денови на училиштето, кои што започнаа вчера на 20 мај, денес 21 мај и утре 22 мај. Значи учениците од основните училишта кои ни се поделени во 3 групи. Вчера беа учениците од Димката Ангелов Габер од Ваташа и Тоде Хаджитефов. Денеска ни беа учениците од Димката Ангелов Габер од Кавадарци и Гоце Делчев и утре ни се учениците од училиштата Страшо Пинџур и Тошо Велков Пепето, па ќе имаат можност одблиску да се запознаат со се она што нуди нашето училиште. Целта на овие отворени денови е учениците одблиску да се запознаат со просторните услови на нашето училиште, лабораториите, опремата, нагледните средства што ги имаме и што ги нудиме како училиште, спортската сала, спортските игралишта и се она што опфаќа реализација на поквалитетна реализација на наставата. Сакам сега во оваа прилика да ги потенцирам струките кои што и профилите, образовните профили кои што ги нуди нашето училиште, а тоа се кај електротехничка струка. Имаме образовен профил електротехничар за компјутерска техника и автоматика. Потоа имаме електротехничар енергетичар и техничар за индустријска мехатроника. Овие двете, техничар за индустријска мехатроника и електротехничар енергетичар, ни се дуални паралелки и имаме соработка со компании како што се Евана и Дрексалмаер. Понатаму во секторот машинство имаме машински техничар, каде што имаме соработка со компаниите IGM Trade, Кавадарци и Кожувчанка, потоа машински техничар за моторни возила, каде што имаме соработка со автосервисни куќи и куќи за продажба на нови моторни возила. И последниот профил образовен е автомеханичар, тоа е третстепено образование, каде што исто така практичниот дел од наставата се реализира во повеќе автосервисни центри во Кавадарци и околината. Реков, тука ќе спомнам околината, затоа што имаме ученици запишано и од други места, освен од Кавадарци, каде што нивната практична настава си ја реализираат во местата од каде што потекнуваат. И имаме новина. Да, точно така. И уште еден сектор, односно имаме нов смер оваа година, тоа е смерот за сообраќаен смер, поточно образовниот профил патен сообраќај и транспорт. Ова е новина, за прв пат се воведува оваа година во нашето училиште, каде што учениците ќе имаат можност, тие што сакаат да се запишат на овој профил и да ја изучуваат струката сообраќај, каде што им нуди широка можност после завршувањето на образованието. Може да се вработат во транспортни предпријатија, во автошколи, исто така може во МВР, во полицијата да се вработат, потоа може да се вработат во станици за технички прегледи, значи опсегот за вработување им е широк, односно изборот е нивни. За сите струки и профили сакам да истакнам дека важи тоа дека учениците откако ќе го завршат своето средно образование може да се вработат во бројни компании со кои што имаме соработка или да го продолжат своето образование на факултетите широм можноста која што ги нуди во Македонија. Во рамки на проектот состојбата на физичкиот фитнес, нутритивниот статус и статусот на стапалата кај децата и младите, денес во Општинското основно училиште Тоде Хаджитефов се реализираше мерење на ученици од 2 до 6 оделение. На вкупно 408 ученици, од кои 30 беа од Општинското основно училиште Гоце Делчев. Целта на овој процес е следење на физичкиот развој на децата, навремено информирање на родителите за евентуални проблеми, како и препознавање на спортските предиспозиции кај учениците. Општина Кавадарци понатаму останува посветена на креирање здрави навики, поддршка на младите и вложување во нивниот правилен раст и развој. Република Македонија обезбеди 65,7 милиони евра во рамки на планот за раст на Западен Балкан и инструментот за реформи и раст, како резултат на реализираните реформи и конкретниот напредок постигнат во изминатиот период, изјави денеска првиот заменик председател на владата и министер за европски прашања Беким Сали. Овој резултат е доказ дека државата има капацитет не само да планира реформи, туку и да ги спроведува во пракса. Во период кога процесот на европската интеграција бара стабилност,
одговорност и конкретни резултати, институциите покажаа дека можат да одговорат со сериозност и координација. Европската интеграција повеќе не е само политичка аспирација. Денес таа се претвора во конкретни инвестиции, поддршка и реални можности за нашите граѓани. Патот кон Европската Унија останува наш стратешки приоритет и долгорочна определба на државата. Ќе продолжиме да работиме со истата одговорност и динамика, затоа што веруваме дека реформите не носат само напредок во европскиот процес, туку градат и посилни институции и пофункционална држава за нашите граѓани. Ова е период во кој треба да покажеме институционална зрелост, реформски континуитет и единство околу стратешкиот интерес на државата. И токму резултатите што ги постигнуваме денес се најдобар доказ дека кога постои јасна визија и конкретна работа, државата оди напред. Но сакам да бидам многу јасен и за уште една работа. Овој резултат не значи дека работата е завршена. Напротив, ова е дополнителен мотив да продолжиме со уште посилно темпо. Во наредниот период не очекува сериозна работа, особено во реализацијата на чекорите кои се уште се во процес и во исполнувањето на реформите што бараат уште поголема институционална координација. Сепак, пораката што денес ја испраќаме е многу јасна. Имаме институционален капацитет. Продолжуваме со останатите содржини во дневникот. Се повлекуваме од комисијата, СДСМ нема да учествува во задолжување на државата за криминални тендери, рече на денешната пресконференција лидерот на СДСМ Венко Филипче. Последниот предлог да се земат 300 милиони евра од банки, кои на владата не ги дозволија, што укажува на веќе сомнеш во нашиот кредитен рейтинг. Имено конзорциум на банки дозволија кредит од само 260 милиони евра. Со ужасно голема каматна стапка од близу 4,5%. Првото прашање кое што се поставува е каде одат овие пари? Нема редовна исплата на плати по јавните институции. Нема ниту размислување, а камоли најава за зголемување на минималната плата. Се касни со социјалните трансфери, се касни со повратот на ДДВ и кај компаниите кои што се месечни и тромесечни обврзници. Вкупната сума на пари која што оваа влада ја должи на компаниите за поврат на ДДВ изнесува близу 200 милиони евра. Овие пари одат само за партиски тендери. И тоа е единствено нешто што добро функционира кај оваа власт. Опасно се зголемува вкупниот долг. За 2 милиарди евра, за само 2 години, е зголемено задолжувањето на земја, пари кои што ќе ги враќаат следните генерации. Вкупниот долг, кој што беше 8,5 милиарди евра во 2024 година, сега е близу 11 милиарди евра. Се постава прашањето, има ли оваа власт компас, има ли идеја, има ли визија на каде и како ја води државата? Нашата пратеничка група нема да учествува во ова брутално, секојдневно задолжување на земјава за огромни суми, стотици милиони евра, милиарди евра пари, кои што не одат никаде, освен строго контролирано во партиските фирми преку тендерските постапки. Ние нема да учествуваме во комисиската расправа на оваа тема и целосно се повлекуваме од неа. Дополнително, сакам да укажам на уште еден скандал. Скандал кој што не е нов и кој што претседателот на собранието веќе во континуитет го спроведува, а тоа е да, кршејќи го деловникот, закажува состанок на Комисијата за финансирање и буџет, комисија која што ја води нашата пратеничка, Сања Лукаревска,
И покрај тоа што е таа тука и не е отсутна, а деловникот тоа не го дозволува, кога пратеникот е тука, тој задолжува друг пратеник да ја води ова комисија. Имајќи предвид дека ова е веќе пракса на председателот на собранието Африм Гаши и со тоа го крши деловникот, најавуваме дека ќе поднесеме кривична пријава и интерпелација за председателот на собранието. Македонија не смее да потклекне поради криминалното минато на Филипче и Заев, кои поради власт и амнестија бија однеле државата во амбис, порача портпаролот на владачката ВМРО ДПМН Валентин Манасиевски. Македонија не смее да потклекне поради криминалното минато на Филипче и Заев, кои поради власт и амнестија бија однеле државата во амбис. Филипче и Заев веќе еднаш го променија уставот и го продадоа името за така наречен влез во Европската Унија, што секако не го добија. За сега повторно, доколку имаат можност да направат нова отстапка на штета на Македонија, а тоа е внесување на бугари во уставот, со што би се отвориле нови блокади или вета од бугарските власти. На Филипче му е јасно дека со ваков незначителен рейтинг, распадната партија и некомпетентност, единствен начин за тоа како би можел да дојде на власт е сослугување на други држави и нивните власти, удоволување на нивните барања и кодошење на државата. Наместо еднаш да покаже достоинство и да застане на вистинскиот пат, Филипче повторно ќе ги распродава националните интереси за свој личен интерес. Уцените кои доаѓаат од Бугарија кон Филипче не се едноставни, затоа е спремен да исполни се што ќе му се побара. За среќа на македонските граѓани, Филипче нема да биде власт во Македонија, а дополнително и ќе одговара за својот криминал. Председателот на СДСМ Филипче упати повик до премиерот Мицкоски заедно да ги донеле уставните измени. Го повикувам Христијан Мицкоски, власта, заеднички да ги направиме уставните измени. При тоа ќе ја споделиме одговорноста за тој чин. Ние како коалиција која што предводи Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Истовремено, имајќи предвид дека како што била праксата во сите земји, во Хрватска, Бугарија и така натаму, кога траеле преговорите, сите партии работеле заедно, да знае дека ја споделуваме одговорноста за било што понатаму ќе се случи во текот на преговорите, иако сум прилично сигурен дека нема да се случи нешто што ќе задира во нашиот идентитет, јазик, култура и така натаму, но ја споделуваме одговорноста и заеднички учествуваме во целокупниот процес на водење во преговорите. Апелирам да не го пропуштиме моментот. Ќе останеме по страна, нема да имаме шанса. Нема да можеме да преживееме. Нема да имаме пари од кај да земеме, ќе тонеме во сиромаштија, а младите ќе заминуваат од земјата. Упатувам јавен повик да го направиме чекорот, ја споделуваме сите заеднички одговорности. Приговорот на ЕСМ е доказ дека обвинителите Коларевич и Абази постапиле непрофесионално и паушално во случајот Мазут, рече на денешната пресконференција пратеникот Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН. Денес уште еднаш сакаме да подсетиме на еден нов момент поврзан со случајот Мазут и со контраверзната одлука за прекинување на истрагата донесена од обвинителскиот тандем Коларевич и Абази, кои што делуваат во овој случај како заштитници на нивните покровители блиски до СДСМ и ДУИ. Јавноста е сведок дека сега имаме и официјален приговор од ЕСМ, кој што се однесува на неправилно ценење на доказите, кој што ги наведе обвинителката Коларевич за прекинување на истрагата Мазут. Овој приговор од ЕСМ е доказ дека обвинителката Коларевич постапила непрофесионално, а Ислам Абази ја потврдил оваа контроверзна одлука за скандалот Мазут, кој што е тежок 167 милиони евра, набавки на Мазут за ТЕЦ Неготино. Ова потврдува дека истрагата која што
ја водела обвинителката Коларевич била претежно паушална и делот доказите за кривичната одговорност неосновано ги земала како изговор за прекинување на постапката. Приговорот на СМ до Вишото јавно обвинителство дава правна можност за преиспитување на решението за скандалот Мазут и за корекција на ова контраверзно решение за прекин на истрагата од Коларевич и Абази. Приговорот на СМ е нова околност според која што прекинатата истрага за Мазут може да продолжи, бидејќи СМ е оштетено правно лице кое што ги побива изјавите на Коларевич и Абази како обвинителски тандем, кој што им дал повластена улога и им поклонил поголема верба на исказите на Капушевски, Јаховски, Адријан Муча, Ерџан Сулковски, а воопшто го немале ниту достапен Васко Ковачевски. И затоа сметаме дека е време самото обвинителство да си ги искористи своите средства, своите институции, за да ја коригира ваквата контраверзна и лукративна одлука на обвинителскиот тандем Коларевич и Абази. Време е обвинителството да нема своји повластени бизнис или политички партнери. И сите оние за кои што постои основан и сериозен сомнеш за незаконито действување при набавката на мазут од 167 милиони евра да одговараат како и секој друг осомничен и да имаат можност своите докази да ги изнесат пред судските органи. Обвинителот Ало Савевски експресно го спаси Мицковски од кривична пријава за само 2 недели. Обвинување од СДСМ. Ало Савевски, обвинителот кој е на телефонска линија со Мицковски, уште еднаш докажа зошто е поставен. Да ги следи само на рачките на ВМРО ОКГ, да одработува и да спасува од одговорност. За само 2 недели експресно донел решение за отфрлање на кривичната пријава што ја поднесе СДСМ против Христијан Мицковски. Бидејќи пријавените кривични дела не се дела кои се гонат по службена должност, пишува во решението за отфрлање на пријавата. Замислете, не го викнале ниту на распит. Да го прашаат за чувствата и за тоа како од позиција на премиер јавно најавува кривични прогони, таргетира конкретни луѓе од опозицијата и нивните семејства со однапред напишани обвиненија. Прашањето е, се слушнале ли на телефон повторно? Чувствата на Мицковски ги диктираат судските пресуди и работата на обвинителството. Ова Ало Савевски го потврди. Само 2 недели за спас на Мицковски му беа доволно, а од друга страна обвинителството цели 170 дена не реагира на аферите со криминалните тендери на власта кои ги објави СДСМ. Нема ништо за 161 тендер за семејната фирма на Томовски, 93 тендери за Мастав, 51 тендер на омилената фирма на ВМРО ОКГ преку општините, 9 милиони евра за фирма со само 2 вработени, за тендерот од 1,2 милиони евра за фирма блиска до Знам преку пошта. Нема одговор ниту за кривичната пријава против Трајко Славевски. Христијан Мицковски е обвинител, судија, од кого зависат одлуките. Судството и обвинителството се претворени во алатка за политичка одмазда и прогон на неистомислениците. Затоа се обединуваме околу фронтот за вистина и правда и новиот закон за антикорупција. Граѓаните повеќе немаат доверба во овој систем. Потребни се конкретни дела кои од корен ќе сменат работата и ќе го сменат криминалниот систем. СДСМ ќе продолжи борбата против криминалната организација на Мицковски. Нема да запреме. Доаѓа време кога сите ќе одговараат. Од прв до последен.
Утре на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд, електрични празнења, силен ветер над 60 км на час и услови за појава на град. Температурата во интервал од 14 до 25 степени. Благодарам што бевте со нас, ви посакувам пријатна вечер.